Ве поздравувам и посакувам Божи благослов. Денес продолжуваме со темата за крштевањето. Јас би сакал да подсетам дека мејатата сабота навечер имавме доста интересни реакции на оваа тема, барем од присутните што беа на богослужението мејатата сабота навечер. Особено во станот на горе, кај брат Борче, беа присутни, беше Дракче, значи, кој што беше присутен на богослужението, но подоцна дојде и брат Саша Стојановски, кој што бил на сајмот на книгата, па се задржал малку подоцна. И ние веќе разговаравме во врска со, продолживме, значи, да разговараме за темата, за крштевањето, и ќе ви кажам едно интересно прашање што брат Саша го постави, што би сакал и јас вам да ви го поставам. Прашањето беше дали Исус лично, кога бил на земјата, крштевал? До сега имам 2 гласа не. 3 гласа не. После? Другите се воздржани? Другите се воздржани? Pero никој тука ништо не губи. Вака сега, тоа сакам да го размислиме. Тоа сакам да го размислиме. Значи, јас сакам денеска да размислуват. Затоа што, знаете, некој говор може да се слуша и без размислување. Прашањето беше поставено на штипски дијалект и мене одеднаш ми излета во уста, одговорив крштева. Значи, тоа е глагол од минато време, значи, на штипски. Како би било струмички, би додали едно Л на крај. Значи, крштеваш, Исус крштеваш. Јас не можев тоа да го подкрепам со нешто, од некаде ми имаше останато во главата, дека е тоа така. И дори колку се помачивме за да откриеме дали Библијата навистина зборува за тоа нешто. Или имаше тука неколку минути така истражување. Па јас би сакал денеска ние да го истражиме тоа прашање. Меѓутоа не е само тоа прашање битно, зошто ќе го истражиме, туку едно друго поврзано со него. Да отвориме во Евангелието според Јован. Значи, неизбежен е Јован и за оваа тема. 3 глава. Јас самиот не верував дека во Библијата постои некој стих кој што дава одговор на ова прашање. Меѓутоа, сакам да проучиме каков е тој стих и што тој стих значи. Значи, Евангелие според Јован 3 глава. Откако се наведува во првите 20 стихови целиот разговор што го имал со Никодим, подоцна се вели во 22 стих, потоа Исус дојде со своите ученици во Јудеја. И што правеше таму? Константинов вели, таму се задржа со нив, значи со своите ученици, и крштаваше. Како велат некои други преводи? Да не се потпреме на само еден. 3 глава од Евангелие според Јован, 22 стих. Кој превод го вели тоа? Ревидираниот. Значи и тој вели така. Ленче, ти што превод имаш? А кој превод го имаш? Тој е стариот православен. Гаврил, добро. Значи и Гаврилскиот вели крштаваше? Што вели Кинг Джеймс? Значи имаме многу сведоци кои што така тврдат. А? Како? Што ни кажа? Интересно.
4 глава, 2 стих. Ајде да почнем од првиот. Кога Исус научи дека фарисеите чуле оти тој придобива и крштава повеќе ученици од Јована, иеко самиот Исус не крштаваше, туку неговите ученици. Ајде сега. Како можеме да ја разбереме оваа ситуација? Значи, дали ова значи дека во 3 глава, кога се вели дека Исус крштаваше, значи дека тој им наредувал на своите ученици да крштаваат? А дека тој самиот не го вршал тоа? Така би требало да значи, нели? Па зашто они би крштавале, ако не им наредувал? Така само иницијативно? Што мислите? За какво крштевање тука станува збор? Ние зборувавме мејата сабота за Јовановото крштевање. Прво кажавме од каде потекнува крштевањето воопшто, како еден обред, како еден чин, значи уште од јудаизмот, се применувал за сите прозелити, односно обратеници од паганскиот свет, кои што сакале да ја прифатат верата во единствениот Бог и да станат евреи, освен, ако биле мажи, освен образувањето, и се подведувале на крштевање. Објаснивме дека Јовановото крштевање содржаше битни елементи, а тоа е покаяние, значи беше крштевање за покаяние. И сега, самото покаяние подразбираше, според неговите зборови, да биде искрено покаяние, вистинско покаяние, а тоа ќе се познава според некој така наречен плод на покајанието. За жал, повеќето христијани денес, а што остана за другите, повеќето христијани не го достигнуваат ниту стандардот на Јовановото крштевање. Зошто? Зато што кога тие исповедаат своји гревови, значи дури и оние мал број проценти што тоа го прават, кога тие исповедаат гревови, дали тоа го прават на свештеник или го прават приватно дома во молитва кон Бога, тие сакаат и бараат да им биде простено. Но дали тие самите планираат да се случи промена во нивниот живот? Или од утре, после исповетта, например, од утре ќе си продолжам по старо, па потоа пак ќе се исповедам, и така натаму, и така натаму. И сосема не е битно дали е некој католик или протестант, православен, било каков христијанин. Ако тој бара простување и сака да му биде простено, а не очекува, ниту самиот сака промена во неговиот живот, значи повеќе да не го прави тој грев, тогаш тој таквиот не го достигнува ниту стандардот на Јовановото крштевање. Бидејќи тоа не е вистинско покаяние. Вистинско покаяние значеше што, според грчкиот збор за покаяние, преумување, промена на умот. Сега ние ќе се сетиме и на прашањето што апостол Павле им го поставил на некои христијани во Ефес, во Делата на апостолите, 19 глава. Да отвориме во Делата, или втората книга што ја напишал евангелистот Лука, до својот пријател Теофил, кој што значи и пријател Божи, според неговото име. Дела на апостолите, 19 глава. Да.
Ова се разбира сосем различно време во однос на времето за кое што зборуваат првите глави од Евангелијата според Јован. Додека Аполос беше во Коринт, Павле, откако мине низ горните земји, дојде до Ефес. Таму сретна некои ученици. Овие горни земји ја подразбираат и Македонија. Че од Коринт, па на север, па преку Македонија, па на исток, на кај денешна Турција. И стигнал до Ефес, направил еден голем географски полукруг од Коринт до Ефес. И таму сретнал некои ученици. И им рече, кога поверувавте, примивте ли Дух Свети? Значи, прашањето е кога поверувавте, дали примивте Дух Свети? А тие му одговорија, ние не сме ни слушнали дека има Дух Свети. Денеска на доаѓање наваму, знаете што видов во универзалната сала? Јеговини светоци. Денеска имаат еден од годишните нивни конгреси, секојаш во универзална сала. Тоа се, например, значи, мноштво луѓе кои што исповедаат некакво верување во Исуса Христа, но тоа се пример на луѓе кои што не знаат дека има Дух Свети. За нив Духот Свети не е ништо повеќе од некоја божествена енергија, сила, како што самите велат. Не е некоја посебна личност. И сега, кој е второто прашање што апостол Павле го поставил? Значи, првото беше кога поверувавте, дали примивте Дух Свети. Второто прашање, значи, откако добил одговор дека тие не ни слушнале дека постои Дух Свети. А како бевте крстени? Застанеме тука за миг. Зошто апостол Павле го поставил ова прашање, а како бевте крстени? Зошто е тоа битно? Ако некој вас да праша како бевте крстени, што ќе одговорите? Добро, со потопување. Зошто со потопување? Во Јован 3 глава, 23 стих, значи, веднаш после оној стих, кај што се вели дека Исус крштаваше, исто и Јован крштаваше во Енон близу Салим, 3 глава, 23 стих. Зашто таму имаше многу вода и луѓето доаѓа и се крштаваа. Јован крштавал се вели на едно место каде што имало многу вода. Зошто било тоа битно? Ние велиме затоа што крштавал со потопување. Зашто некој може да рече, па затоа што има многу вода на располагање, па може секојаш да полни едно канче, да црпи вака од реката и да ги истура водата по главите на оние што се крштаваат. Го објаснивме од минатата сабота зборот ваптизма, од кај што потекнува он израз вапцање, барем за македонски поими, што значи потопување. Значи, самиот збор, овие зборови што ги читаме тука во Јован, крштаваше, и Јован крштаваше, или во 4 глава, иако самиот Исус не крштаваше, туку неговите ученици. Значи, во сите овие случаеви, иако на македонски јазик се вели крштаваше, а јас реков ќе објасниме во друга прилика од каде настанал македонскиот збор поим крштевање, зашто така се вика на македонски. Но во изворниот текст тука све се зборува за ваптизма, за потопување. Потопување. Замислите стихот вака да гласи. Потоа Исус дојде со своите ученици во Јудеја, таму се задржа со нив и потопуваше.
Истото и Јован потопуваше во Енон, близу Салим, зашто таму имаше многу вода. Или четврта глава, вториот стих, иако самиот Исус не потопуваше, туку неговите ученици. Значи, кога би го читале текстот според изворниот јазик на Евангелието, така би требало да го читаме. И тука не би постојала никаква дилема дека се работи за потопување. Бидејќи така гласи, така се вика самиот чин на грчки јазик. Освен со потопување, како поинаку би одговорили на прашањето како бевте крстени? Што значи тоа трајче? Ти како беше крстен? Се сеќаваш? Не вака сега. Значи, кога апостол Павле ги прашува, вие кога се крстивте, како се крстивте? Зошто ги праша како се крстивте? Како изгледа едно крстевање? Се сеќавате на вашето крстевање? Ево да речем вака. Ако ме праша некој како се крстивте, Борче одговори со потопување. Сега, дали при тоа потопување имаше и нешто друго? Така. Значи, крстеничката формула. Значи, никој не ве оставил во вода и ве потопил само. Те крштевам во името чие? Сега, ние велиме во името Исус така заповедал, во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Каде се наоѓа тоа во Библијата? Од Матеј, да? Значи, Евангелие според Матеј 28 глава, например, тоа е така наречениот евангелски налог. Значи, евангелскиот налог од Исуса до своите ученици. Одете, 19 стих, Матеј 28 глава, 19 стих, одете и научете ги сите народи, крштавајќи ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, и учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал. И ете, јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. Вратете се на дела 19 глава, каде што застанавме во читањето на тој текст. Сега, што мислите, пред да го прочитаме одговорот со какво крштевање биле, или како биле крстени овие ученици во Ефес? Кога читавме за овие крштевања во Јован 3 и 4 глава, што мислите, како таму се крштеваа луѓето? Еве Јован кога крштевал, например. Како ги крштевал луѓето? Дали им велел те крштевам во името на Отецот, Синот и Светиот? Не. Што мислите, дали тука кога се вели дека Христовите ученици крштавале? Дали тие го правеле тоа? Те крштевам во името на Отецот, Синот и Светиот Дух? Дали тие употребувале таква формула? Ке се вратиме на ова прашање. Учениците во Ефес одговориле со Јовановото крштевање. Ние се крстивме со Јовановото крштение. А Павле што им рече? Јован крштаваше со покајно крштевање. Велејќи му на народот да верува во оној кој иде по него, односно во Исус Христос. Кога го слушнеа тоа, тие се крстија во името на Господ Исус. И потоа 6 стих вели, и кога Павле ги положи рацете над нив, слезе Духот Свети над нив. Тогаш тие почнаа да зборуваат на разни јазици и да пророкуваат. Навистина била другата мила.
Значи, овде гледаме дека кога Јован крштевал, тој не ги крштевал луѓето во името на Исус Христос. Бидејќи овие кои што биле крстени со Јовановото крштавање, тие отпосле биле крстени од Павле или се вели се крстија во името на Господ. Сега, а дали кога тука се вели Исус и неговите ученици крштаваа, текстовите што ги читавме во Евангелието според Јован, дали таму луѓето се крштаваа во името на Исус? Дали Христовите ученици велеле те крштевам во името на Исус Христос, нашиот учител? Што го гледате тука до нас. Зошто не? Зошто не? Дали овие крштевања што ги практикувале Христовите ученици биле ништо повеќе од Јовановото крштевање? За да одговориме на ова прашање, ќе отвориме во посланието до Римјаните, 6 глава. Римјаните 6 глава. Апостол Павле им пишува на Римјаните и им вели во 3 стих од 6 глава, вакви зборови. Зарем не знаете дека сите оние што бевме крстени во Исус Христос, во што се крстивме? Во неговата смрт. 3 стих. Не, од 6. Римјаните 6 глава. Зар не знаете дека сите оние што бевме крстени во Исус Христос, во неговата смрт бевме крстени? Што значи крстевањето во Христа, во името на Христа? Христовото крштевање значи крштевање во неговата смрт. Сега, кога Христовите ученици крштевале овде, како што читавме во Јован 3 и 4 глава, дали те ги крштевале луѓето во името на Исуса Христа? Не. Зошто? Зато што да се крстиш во името на Исуса Христа, значи да се крстиш во неговата смрт. Тогаш Исус се уште не ја доживеал својата смрт. Христовата смрт се уште не била факт, се уште не била реалност. Луѓето се уште не биле откупени од своите гревови. Светот се уште не бил помирен. Односно, помирувањето се уште не било извршено со Христовата смрт. Според тоа, можеме да заклучиме дека сите крштевања што се случиле и се случувале од Јована или понатаму и од Исус и неговите ученици пред Христовата смрт не биле ништо повеќе, туку крштевање од типот на Јовановото крштевање. Не биле ништо повеќе од покајно крштевање. Но за тоа рековме дека денес, 2000 години подоцна, повеќето христијани не го достигнуваат ниту стандардот на Јовановото крштевање. Сега, бидејќи апостол Павле им рекол на ефесјаните, Јован крштаваше со покајно крштевање, велејќи им на луѓето да веруваат во оној кој иде по него. Ајде да се вратиме сега во Матеј, 4 глава, и да видиме
од самата Библија што тоа Јован Крстител им зборувал на луѓето, а што Павле им го пренесува, им го предава на ефесијаните. Ајде видиме ние не од Павловата уста, туку директно од Евангелијата, што им зборувал Јован на оние луѓе кои што ги крштевал. Матеј 4 глава. Не 4, 3 глава. Се извинувам. 11 стих. Јас ве крштевам со вода за покаяние. Или, ако би го читале според изворниот текст, јас ве потопувам со вода за покаяние. Но оној што иде по мене е посилен од мене. Јас не сум достоен да му ги понесам ни обувките. Тој ќе ве крсти со што? Со Светиот Дух и со оган. Самиот Јован прави разлика помеѓу неговото, Јовановото и Христовото крштевање. Која е разликата? Разликата е таа што Јован крштева со вода за покаяние. А Христовото крштевање е крштевање со Светиот Дух и со оган. Дали тоа значи дека Христовото крштевање е без вода? Дали Христовото крштевање е без вода? Бидејќи Исус крштева ете само, тука се вели со Свети Дух и со оган, дали нема никаква вода во Христовото крштевање? Има. Значи, водата е слично, тоа е она што е исто во Јовановото и Христовото крштевање. А прашањето што го поставив беше што е разликата помеѓу Христовото и Јовановото крштевање. Кога самиот Исус бил крстен од Јована на реката Јордан, со што бил крстен? Бил крстен со вода, така? Бил потопен во вода. Меѓутоа, дали Исус имал потреба да се крсти како и сите други од Јована во таа вода за покаяние? Не. Значи, кога Христос се крстил, тука имало вода, бил крстен со вода, меѓутоа тоа не било Јовановото крштевање, иако Јован го крстил. Затоа што тоа не било покајно крштевање. Исус не се каел од ништо кога се крштевал од Јован. Па тогаш зошто се крстил? На ова прашање има многу одговори, кои што еднаш ги дававме во минатото. Но јас ќе споменам сега само еден од тие одговори, кој што е битен за нашата тема. Затоа што Христовото крштевање беше крштевање со Светиот Дух. Уште пророштвото во Данијел што кажа? До помазаникот ќе бидат 7 седмици и 62 седмици. Кога Христос бил крстен, тој бил помазан. А тоа што значи? Тој бил крстен со Светиот Дух, затоа што кога Исус се крсти, 16 стих, и излезе веднаш од водата, одеднаш му се отворија небесата и го виде Духот Божи како слегува како гулаб и се спушта над него. И ете глас од небесата говореше: овој е мојот возлюбен син, кој е по мојата волја.
Кога самиот Христос им велел на учениците, крштавајќи ги сите народи во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, дали тука се подразбира вода во тоа крштевање? Да, се подразбира. Бидејќи во изворниот текст, текстот гласи: потопувајте ги сите народи во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Значи, водата се подразбира, водата останува. И во Христовото крштевање. Меѓутоа, Христовото крштевање е крштевање со Свет Дух. Нешто што дава живот. Нешто што може да го менува човекот. И сега, пред да завршам за денес, а ќе продолжиме со тоа духовно крштевање, ако даде Господ живот и здравие следната сабота, да се сетиме уште еднаш на прашањето на апостол Павле до ефесијаните. Апостол Павле не ги прашал ефесијаните кога се крстивте, дали примивте Свети Дух. Тој ги прашал кога поверувавте, дали примивте Свети Дух. Зошто тоа ги прашал? Кога се дава Светиот Дух? Тоа ќе остане за следната сабота. Но еве како еден вовет на таа тема, се сеќавате што ги прашувал истиот апостол галатјаните? Неразумните галатјани. Неразумните галатјани апостол Павле ги прашал вакво нешто. Послание до галатјаните, 3 глава, 2 стих. Само ова сакам да го дознам од вас. Преку делата на законот ли го добивте духот или преку послушноста на верата? Петиот стих вели: оној пак кој ви го дарува духот и прави меѓу вас чудеса, преку делата на законот ли го прави тоа или преку пораката на верата? Кога вие сте се крстиле, и ако тогаш кога сте се крстиле, сте примиле Дух Свети, што мислите, дали тоа би било преку дела на законот или преку вера? Ако тогаш кога се крстивте, го примивте Духот Свети. Сега може да биде меч со две острици. Затоа што самото крштевање е одговор на вера во Христовите зборови, дека треба да се крстиме. Марко 16 глава, Исус вели, кој поверува и се крсти, ќе биде спасен. Но потоа тој не вели, а кој не поверува и не се крсти, туку кој не поверува ќе биде осуден. Со други зборови, за некој се крсти треба да поверува прво. А ако не верува, крштавањето нема да го спаси. Значи, самиот обред без верата е ништо. Таква е, да речеме, крштавањето на еден куп православни католици, па може би и протестанти. Сите оние кои што го сметаат крштавањето како формален чин, а и адвентистите го имаат извито перено крштавањето како
чин со кој што се влегува во црковно членство, односно во деноминацијско членство, па ако ве исклучи деноминацијата, тогаш треба пак да се крстите. Божем крштевањето што Господ го дал е некоја секташка иницијација, а не новиот завет. Ние не сме многу далеку од заблудите што ги имаат повеќето христијани во православниот и католичкиот свет, за кој што крштевањето е една обична формалност со која што се добива име. Значи нема се викаш Сулейман, се викаш Јован. Тоа е битното. И ние знаеме крштевањето да го упропастиме, односно да го сведеме на дела на законот. Ќе видиме следната сабота дека сите незнабожци кои што поверувале во Евангелието, го примале Духот Свети тогаш кога поверувале, без да се чека да бидат крстени. И тоа е случај почнувајќи од Корнелиј, во дела 10 глава, и сите наредни случаеви, запишени во делата апостолски и подоцна. Кога Светиот Дух би се добивал само тогаш, дури тогаш, кога човекот ќе се крсти со вода, тогаш тоа повторно би било по дела на законот. Зошто? Затоа што самото крштевање е новозаветниот церемонијален закон. Новиот завет не вели луѓето да се обрезуваат, или ова да прават, или она да прават, што има многу такви заповеди во Стариот завет, но вели да се крштаваат. Самиот чин на крштевање со вода е дело на законот, на новозаветниот закон. И кога Духот би се добивал автоматски од самиот чин, или кога некој дете го носат на крштевање во православна црква, што тоа самото ништо не ни разбира, и само затоа што ќе биде некако покрстено и веднаш да добие Свети Дух и да му се промени целосно неговата морална природа, карактер и така натаму, тогаш би испагило дека Светиот Дух се дава според делата на законот. Меѓутоа, дали е тоа така? Не е тоа така. Кога секој што се крштева без вера, без оглед дали е тоа новороденче или возрасен човек, и возрасен човек може да се крсти без вера, таквиот не го прима Светиот Дух. Зошто? Бидејќи Светиот Дух се прима со вера. За тоа ќе продолжиме да размислуваме следната сабота. Ако Господ даде живот и здравие. Нека му е фала и слава вечно. Амин.